Божи благослов, почитувани слушатели. Првото писмо од апостол Петар, глава 3. Така и вие жените, бидете им покорни на своите мажи. Та ако некои не му се покоруваат на словото, да бидат придобиени без слово, со однесувањето на своите жени, кога ќе го видат вашето поведение во страф и чистота. Вашиот украс да не биде надворешен, односно во плетење на косата, во ставање на злато или во облекување на раскошни облеки. Туку, сокриениот човек на срцето во непропадливиот украс на кроткиот и мирен дух, што е од голема вредност пред Бога. Зашто така некогаш се украсуваа светите жени, кои се надеваа на Бог и им се покоруваа на своите мажи, како што Сара му беше послушна на Авраам и го нарекуваше Господар. Вие сте незини ќерки кога правите добро, не плашејќи се од никакво заплашување. Така и вие, мажите, живејте благоразумно со жените, како со послаб сад, искажувајќи им почитување, како на сонаследнички на благодатта на животот, за да бидат вашите молитви без пречка. И најпосле, бидете сите сложни во мислењето, сочувствителни, братолюбиви, милосрдни, понизни и не враќајте зло за зло или навреда за навреда, туку напротив, благословувајте зашто на тоа сте повикани, за да наследите благослов. Зашто кој сака да го љуби животот и да види добри денови, нека го воздржи својот јазик од зло и своите усни од измамливо зборување. Нека се отстрани од злото и нека прави добро, нека бара мир и нека го следи, зашто Господовите очи гледаат на праведните и неговите уши ги слушаат нивните молитви, а Господовото лице е против оние кои прават зло. И кој ќе ви направи зло ако ревнувате за доброто? А ако и страдате заради правдата, бидете блажени. Не плашете се, ниту се збунувајте од нивните закани. Туку, осветувајте го во своите срца Исус Христос како Господ, секогаш подготвени за одговор на секого, која бара причината на надежта која е во вас, но со кротост и со страв, имајќи добра совест, та оние кои го навредуваат вашето добро поведение во Христос, да се посрамат за онаа за што ве клеветат. Зашто е подобро, ако сака Божјата волја, да страдате правејќи добро, отколку правејќи зло. Зашто и Христос умре еднаш за гревовите, праведен за неправедните, за да не приведе при Бога. Навистина, тој кој беше убиен во тело, оживе духом. Во него тој отиде тогаш и објави на духовите во подземјето, кои беа непокорни некојаш кога Божјото трпение ги чекаше во Ноевото време, додека се градеше ковчегот, во кој само малку од нив, односно 8 души се спасија преку водата. Одговарајќи на оваа слика крштавањето, кое не е отстранувањето на телесната нечистота, туку е одговор на добра совест кон Бог, сега и вас ве спасува преку воскресението на Исус Христос, кој е од десно на Бог, откако отиде во небото, каде што му се покорија ангелите и властите и силите. На Господ Исус Христос нека му е слава во сите векови. Амин.